Беласица веќе во полн дензитет од овие подготовки, со оглед на фактот дека нели влегуваме веќе во таа средишна фаза од подготовките, започнавте со одигрување на пријателски надпревари со екипата на Кожево Гевгелија. Како шеф на стручен штаб го гледате подигањето на формата и колку сте задоволни од вкупувањето пред се и на новите засилувања? Па добро, како што кажавте, пред се најпрво да ги поздравам гледачите на спортска мрежа и тебе како спортски новинар кој ептен се трудите да доловите се што е во македонскиот фудбал, дали втора, дали трета лига. Па вака да се осврнам на нашиот тим на подготовките. Веќе трета недела како се подготвуваме. Почнавме на 9, може би најрано од сите второлигаши. Почнавме со една цел. Целта ова сезона ни е влегување во повисок ранг или борба за оние места кои што водат во повисок ранг. Почнавме на 9, веќе во саботата одигравме еден пријателски надпревар со Кожев, да го увидиме сето тоа кој што го работевме во овој период кој што е позади нас. Задоволен сум од моменталното залагање, моменталниот пристап кон играта на сите играчи. Имаме некои новитети во нашиот табор, полека се вклопуваат. Имавме и некои играчи на проба на надпреварот со Кожев. Увидовме и нешто позитивно, увидовме нешто негативно. Ќе работиме на отстранување на грешките, ќе темпираме формата, односно ќе одиме во нагорна линија од надпревар во надпревар и се надевам дека пред нас предстои парвенство кое што квалитетот можеби би бил изедначен, горе-доле сите екипи би биле изедначени и мислам дека нијанси ќе одлучуваат, ќе одлучува најпоспремната екипа, ќе одлучува најподготвената на тактички, психолошки план и ќе работиме на сето тоа во овој припремен период и мислам дека и редно време е да и Беласица ја видиме таму кај што заслужува. Како е распоредот за одигрување на останатите пријателски надпревари? Па вака веќе во среда играме со Септември Симитли во Бугарија. Во недела следува уште еден надпревар со Детонит и понатаму следуваат надпревари со Шкендија Рачиново на 1 август. Потоа имаме надпревар со Саса и генералката ни е закажана со Соговар, но веќе од следниот надпревар ќе исто така ќе им дадеме шанса на поголем број играчи да видиме кој што и како сработил и веќе од третиот надпревар ќе се сконцентрираме на онаа екипа која што мислам дека ќе го понесе товарот во првенството. Дали тука се затвара росторот или може да чекаме уште некој засилување да пресне во Беласица? Па вака, како што ви кажав, целите оваа сезона ни се повисоки. Во моментот преговараме, разговараме со играчи, потребни ни се играчи со повисок квалитет. Преговараме и во напредни преговори сме со одредени играчи, поточно сега не би сакал да ги спомнувам имињата, но играчи кои што имаат настапи во прва лига. Се надеваме дека ќе најдеме заеднички јазик и ќе го надополнат нашиот ростер и мислам дека тие ќе ни вметнат дополнителна сила и енергија за да стигнеме до тоа кој што го посакуваме. Како капитен на Беласица, Александар Милушев, веќе сте околу 2 недели некаде во овој тренажен процес, игравте и еден пријателски надпревар, како се подига формата во Беласица? Па нормално, сега се нели почеток на припреми, секој почеток се тешки, припремите тешко одат, нели. Знаеме дека температурите моментално се афрички во Македонија, но полека се дига формата, има уште доста време нели до почетокот на првенството, но изигравме една пријателска утакмица кој беше прва нели пријателска утакмица, победивме со 2-3. Па за прва утакмица беше супер. Најбитно е што никој не се повреди, се беше во најдобар ред и полека ќе биде уште подобро.
како еден од поискусните играчи во лигата и во Беласица, генерално го познавате нели екипите и фудбалот, ова може да очекуваме многу потешка сезона кога во прашнеле борбата бидејќи Беласица најаве влез во прва лига. Па да, влез во прва лига. Амбициите на клубот секоја се нели горниот дел на табелата за најпрво нели треба добро да се спремаме, се надеваме уште со 2-3 други засилувања ќе биде екипата уште подобра. А лигата секогаш е изедначена. Екипите се на некое слично ниво и така да мислам дека секој на секој ќе може да победи и ќе биде стварно интересна и неизвестна лига. Како еден од поискусните и талентирани играчи и еден од подобрите играчи во самата лига, останувате верен на Беласици во новата сезона. Екипата нели ќе атакува во горен дел од табелата. Каква е атмосферата во собликувањето на самиот тренинг со оглед на фактот дека имате некои нови играчи, како ете се прифатени, како ете како екипа во целини подигат формат? Па како екипа работиме сите напорно овие 10 дена. Во собликувањето атмосферата е на едно високо ниво. Играчи што дојдеа нови се префатени како подолго време со нас да се и атакуваме ние на првите места кои водат во првата лига. Ќе очекуваме ли на тешка сезона? Па сезонот ќе биде тешка, бидејќи екипите се изначени, нема некој фаворит да кажеме. Како претходните на сезони мислиме дека ќе сме во правите 2 до 3 екипи што ќе играат во првата лига. Така, браво! Веќе Беласица во тренажен процес околу 2 недели одигра еден пријателски натпревар, како течат подготовките и ете каква е самата атмосфера и подивењето на формата. Подготовките за сега се супер и целта ни е што подобро физички да се спремиме затоа што не очекува во нареднава сезона. Сите знаеме Беласица кај припаѓа како клуб со повеќе од 100 години традиција. Мислам дека местото е во прва лига и ќе дадеме максимум за да го оствариме тоа. И градот и навивачите го заслужуваат тоа. Ќе биде ли тешка сезоната со оглед на фактот дека некако нели имаме кратење на лигата и дел од екипите практично ќе бидат насочени кон директниот опстанок, а вие се насочувате нормално нели кон горен дел од табелата или кон прва лига? Па нормално со новите измени оваа сезона се очекува да биде многу поинтересна од останатите. Сега нашата цел е за горниот дел да се бориме, за влез во првата лига.